По рекордниот раст на цената на златото очекувана корекција. Дел од инвеститорите на берзите го реализираа профитот, а пазарите влегоа во фаза на смирување. Криптовалутите пак забележаа нагли падови, пред се поради психолошкиот ефект кај инвеститорите и изголемениот ризик. Златото, кое во претходниот период достигна вредности над $5.500 за унца, се соочи со пад кој во еден краток момент беше $1.000 од својот максимум. Според инвеститорите на берзите, ваквото движење не е изненадување. По силен раст нормално е пазарите да влезат во фаза на корекција на цените. Причините за падот не се во нови негативни информации, туку во однесувањето на самите инвеститори. Дел од нив, особено оние што инвестирале порано, го искористиле моментот кога златото беше на максимум и со продажба го реализирале профитот. Ова доведе до зголемена понуда и изврши надолен притисок врз цената. Дополнително, иако вообичаено златото и доларот се движат во спротивна насока, овој пат падот на златото не е директно поврзан со зајакнување на американската валута, туку пред се со психолошката граница што е достигна со цената. Очекувано е и да има одредена корекција. Што значи тоа? Тоа значи дека при пример растот 40-50%, пример нормално е да има 10-15% корекција, каде што тоа е поради тоа што тие што вложиле претходно си го земаат профитот, продаваат и пред се е поради психологијата дека после голем раст следува еден вид корекција. Во моментов цената на златото се доближи до $5.000 за унца. Во исто време силен пад забележа и биткоинот. Иако дел од инвеститорите очекуваа стабилизација, пазарот реагираше спротивно. Според аналитичарите, криптовалутите остануваат високо шпекулативни средства, без јасна фундаментална поддршка. Затоа кога ќе започне пат од 15 до 20%, се активира така наречената психолошка спирала и паниката се пренесува и кај оние инвеститори кои првично немале намера да продаваат, што дополнително го предлобочува падот. Јас лично не сум за такви шпекулативни средства кои што немаат вака подкрепа, но меѓутоа за инвеститори кои што се спремни за висок ризик, тоа ше окей, но јас пак предпочитам да се држи краткорочно, бидејќи фактички долгорочно не знаеме што ќе се случува со овие криптовалути, бидејќи сепак можеби во иднина државата Америка или па друга централна банка да се направат своји криптовалути, па овие да не бидат интересни. И додека златото се стабилизира по силниот раст, а криптовалутите минуваат низ турбулентен период, пораката од експертите е јасна. Пазарите не се водат само од бројки, туку и од психологијата на инвеститорите. Во вакви услови препорачуваат вниманието и управувањето со ризикот да бидат клучни при тргувањето со акции и други берзански добра.